Октомври е меѓународниот ден на старите лица, а токму на оваа тема утрово нашата екипа се наоѓа во дневниот центар за престој на стари лица при Црвениот крст на град Скопје. Утрово наша гостинка е Елеонора Андонова, координатор на дневен центар на стари лица и центар за давање на помош во домашни услови. Или добре дојдовте во Македонија наутро. За почеток, од каде потекна идејата за празнување на еден ваков меѓународен ден на старите лица? Добро утро и пред се сакам да го честитам овој празник, меѓународен ден на лицата во трета доба, 1 октомври. Во декември 1990 година, значи на Генералното собрание на Обединетите нации, 1 октомври е прогласен за меѓународен ден на старите лица, за да се разрешат, односно несогласувањата за стереотипите на старите лица. Значи, Црвениот крст на град Скопје традиционално и како и секој 1 октомври го одбележува овој меѓународен ден на старите лица. Оваа година, значи, ќе имаме информативни пунктови на Зелен пазар, пазар Буњаковец и плоштадот Сарај, каде што ги покануваме сите гледачи на вашата утринска емисија од 9 часот да ги посетат овие информативни пунктови и сите лица во трета доба ќе можат бесплатно да се измерат притисок и шеќер и да добијат здравствени совети. Исто така денеска го прославуваме нашиот 13-ти роден ден, односно постоењето на нашиот проект Дневен центар за стари лица и центар за давање помош во домашни услови, каде што прославата ќе се реализира во 12 часот. Супер, среќен роден ден и ви посакуваме уште многу години успешна работа. Во моментов се наоѓаме токму во Дневниот центар за стари лица овде во Скопје. Кажете ми колку корисници доаѓаат тука и какви услуги и активности им нудите на лицата што доаѓаат во овој дневен центар? Во рамките на Црвениот крст на град Скопје, значи имаме 3 дневни центри за стари лица. Едниот е кај што се наоѓаме во моментот во Домот за хуманитарни организации Даре Џабас, во општинска организација Црвен крст Чаир и во општина Сарај. Вкупно нашата дата база брои околу 2000 корисници каде што ги посетуваат овие дневни центри. Нашите одговорни од дневните центри подготвуваат месечна програма на активности, каде што активностите се чиконг вежби, сликарска работилница, креативна работилница, многу едукативни предавања, многу прошетки, исто така имаме и ново курс по англиски јазик и часови по танцување. Така. Или дали Македонија старе, какви се бројките на нашата популација? Според пописот во 2021 од Заводот за статистика, 24% од населението е старо население, со тоа значи 1/4 од нашата држава значи е старо население, каде што во изминатите години се повеќе бројот ќе се зголемува. Затоа ние постоиме како Црвен крст на град Скопје и овој проект се надеваме дека и во иднина ќе се прошириме во другите општини за да помогнеме за старите лица да не се чувствуваат осамено и да ги посетуваат овие дневни центри. Кога сме веќе кај осаменоста, таа е еден од најголемите проблеми всушност на старите лица. Како се справуваат со истата? Токму така, значи како што кажав, значи тие ги посетуваат овие дневни центри и тука едноставно го поминуваат нивното слободно време корисно. Тие не само што се корисници, можам да напоменам дека тие се и волонтери во нашата организација, заради тоа што сите рачни изработки и дела што ги прават тука на овие работилници, тие подоцна ги продаваат на хуманитарни базари каде што средствата идат за социјално ранливи целни групи. Така да тие не само што се корисници, тие се волонтери и затоа ние постоиме за тие да не се чувствуваат осамено, да не седат во нивните домови, туку да ги посетат овие дневни центри и да се дружат со нивни врсници. Еден од најголемите проблеми е и недостигот на места во домовите за стари лица. Според вас, дали имаме потреба од повеќе домови, од изградба на вакви домови на ниво на држава? Апсолутно се согласувам, да, но исто така и зголемен број на вакви дневни престои. Заради тоа што тука они корисно го поминуваат слободното време, едноставно се чувствуваат продуктивни и сметам дека стварно треба да се отвараат вакви дневни престои се повеќе. На крај на нашиот разговор, која е вашата порака по повод меѓународниот ден на старите лица? Да бидат секогаш ведри лицата во трета доба, да не се чувствуваат осамено и едноставно само да знаат дека тие се позитивен пример во нашето општество.
и ги очекуваме во дневните центри да дојдат. Елеонора, ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето во Македонија наутро. Утрово разговаравме со Елеонора Антонова, координатор на Дневниот центар на стари лица и Центарот на давање помош во домашни услови при Црвениот крст на град Скопје.